Американски трулеш им се заканува на пчелите од регионот. Опасноста со себе ја носат увозните матици кои, освен пчели, можат да развијат и смртоносна болест. Има завладеано, колку што знам, малку америчкиот трулеш. Он е забележителен на рамките кога леглото остане фактички затворено, а не излева муато, она е умрена унатре и кога го отпечатеш тоа со чачкалица, помериши го, има еден лош мирис, никаков за да откриеш дека е америчкиот трулеш. На ова први предупредија пчеларите од Делчевско, кои во увозните матици препознаа опасност за исчезнување на домашната автохтона пчела. Иако ќе донесете нешто друго, од други поднебја каде што има друга клима, други пашни услови, кога тоа ќе се вкрсти со нашата пчела, настануваат хибриди кои што веќе не се така адаптибилни на овие климатски услови, настануваат проблеми, настанува смртност, намалени приноси. Што всушност значи американскиот трулеш и како тој влијае врз пчелите? Болеста се јавува во леглото, значи на ларвите. И се уште додека се уште мали, значи и тука го уништува подмладоков и прави, значи, големи штети на тоа семејство, а понатаму пчелите сакајќи да ги исчистат промените кои се наоѓаат во нивната кошница, се разнесува болеста и во другите пчелини заедници. Ваквата состојба ја доведува во прашање понатамошната иднина на пчеларството во регионот, зашто станува збор за втор голем удар врз пчелите, по поморот од пред 2 години кога беа уништени близу 50% од пчелните семејства. Од вкупно околу 32.000 пчелни семејства, колку што имало регистрирано во 2011 година, сега има помалку од 20.000. Што треба да се направи за пчелите и пчеларството да се спасат? Нека си ги одгледуваат своите пчели, нека ги зголемуваат со нашиот систем на роење или разројување на пчелите. И секој што е оддаден на пчеларството, значи треба да се снабде со лекарства и да си ги лече на време. Инаку со околу 20.000 пчелни семејства со просечни приноси од околу 15 килограми, регионот произведува околу 300 тони мед, со просечна цена од 4 евра по килограм. Тоа е приход од 1,2 милиони евра. Од тука, намалувањето на пчелните семејства значи и понатамошно осиромашување на регионот, што треба итно да се спречи.